Ирлија, новиот ден што е пред нас, драги наши пријатели, на вкусот на традицијата. Да мислиме само на убави работи, на среќа, на радост, како вела тоа што мислиш, тоа те наоѓа. Ние мислиме на убави работи и на специјалитетот денеска што ќе го правиме, тоа и ќе не најде затоа што ќе јадеме вкусно, убаво, за мерак, нешто прекрасно. Добив идеја затоа што ми замириса свежо печениот леб во фурната во Златно буре Кучково, од каде што ве поздравуваме. И нормално кога ќе се испече тој леб, на што ви асоцира? На нешто што треба да макате. И токму затоа се одлучив за оваа рецепта денеска. Тоа е пинџур макало со модар патлиџан. Модриот патлиџан се знае дека потекнува од Јужна Азија, југоисточна Азија, и првите записи, значи уште од дамнина ги направил некој кинез каде што го вкусил првиот тој модар патлиџан. И е растение кој што има зеленчук кој што има многу малку калории. Во 100 грами има 24 калории. Тоа е радосна вест за сите оние кои што се на диета, кои што одлучиле да слабеат. Модриот патлиџан има голема примена во македонската традиционална кујна. Можеме, значи, од него да направиме салата со потпечен модар патлиџан со лук, оцет, зејтин, многу макдонос, понатаму зимница да направиме, печен модар патлиџан во тегла па да си јадеме цела зима, во турли тава, еве вака во макалца, во пинџурчиња, и македонскиот печен пинџур се прави со модар патлиџан. А јас за денешната емисија се одлучив за макало со модар патлиџан. За овој рецепт ќе ви бидат 3 помали модри патлиџани, претходно испечени и издушени во најлон кеса, за да можете лесно да го лупите, или 2 поголеми. Една китка цела макдонос ке ставите. 400 грама кисело млеко. Ако немате кисело млеко, ставете павлака, но јас сакам кога ќе ставам овчо кисело млеко внатре, па тоа е прстите да си ги излежеш. Околу 200 грама овчо сирење и, значи, одлична комбинација со овчо кисело млеко. Прекрасно. 50 грама ситно сечкано орев, кој што може да биде и малку потпечен, 2 чешниња лук, масло околу 1,5 децилитар за попарување, малку триена сол и малку буковец. Да преминеме на работа. Најпрвин ќе го излупиме модриот патлиџан. Значи ќе го тргнеме, дршката ќе ја тргнеме, ќе пресечеме вака на половина. Тоа само што ќе фатите, веднаш се лупи. Ете така. Да биде, нели, претходно испечен и изладен. Ете така. Сите прво ќе ги излупам и потоа ќе преминам кон останатата постапка. Ево уште единот ми остана. Ете така. Сега ќе вклучам шпоретот, ќе го ставам маслото. Убаво, значи да зоврие маслото. За тоа време јас ќе го насечкам модриот патлиџан. Можете и со вилушка, вака, да го, вака,
може и ова се направи. Значи, што и да направите, ќе биде добро. Ете така. Тоа е мек како душичка, е. Еве и следниот. Уште третиот ми остана. Ова е едно прекрасно. Го нарекуваат предјадење, но јас не би кажала дека е предјадење, да ви кажам. Јас како сладко се најадувам од ова со топол леп. Ништо друго не ми треба. Дури само онака еден црвен патлиџан на 4, што би се рекло. Ни главно јадење, какво месо, ништо не ми треба. Така. Тој е веќе подготвен, сега ќе го чека маслото, тоа уште не е загреано како што треба, значи треба да врие, кога ќе го ставам модриот патлиџан, значи треба да како вика тоа, да шишти, да. Сега малку ќе го насечкам лукчето. И со толчник ќе го истолчам. Ако не сте љубители многу на лук, едно чешне сосем доволно, или ставете лук во прав. Еве сега малку сол. После ќе додадеме ако треба. Сол се става, знаете, за да може добро да се истолчи лукчето. Ете така. Да. Сега е тоа. Сега ќе го ставам мудриот патлиџан. Ете тоа е тоа. Ау! О! Е тоа треба да го добиеме. Ова сега. Што го направивме. И ќе го пржам само минутка, 2, толку. Сега он ќе си ја пушти својата вода, таа што е останата од печењето. И пред самиот крај, овдека на едно крајче ќе го ставам лукчето. Само ќе го промешам и веќе го вадам. Тоа е тоа. Сега може да користиме и малку вилушка. Значи тоа е тоа. Кога ќе го испечете и кога ќе го фрлите во врелото масло. Доволно е. Е сега.
Значи сега го правам следното. Лукчето што го истолчев, ќе го ставам тука. Така. Мора и тоа да помине низ врелото масло. Еве, тоа е тоа. Тоа е тоа што ќе му го даде вкусот на ова макало. Е токму ова. И ја исклучувам ринглата и го ставам макдоносот. Да го фати и него врелецот. Така. Леле, убавина. Гледате, малку на поинаков начин се прави ова макалце. И сега го оставам вака на исклучена рингла. Сега, исто со една вилушка, ќе си го надробам сиренцето. Можете и на ренде, како сакате. Ете така, и вака меѓу прстите. Јас паметам нашите мајки како правеа, па кој ни пржеа пиперки со сиренце, вака и јајца, све со рака, никош ни ренде не користеа. Е така. И сега, финтата е тоа да сега од тавчето го претуриме врз сиренцето. Е така. Еве сега правиме ова. Така. Сега сето ова и оревот го додавам. Така. Сега сето ова добро ќе го промешаме. Како мириса! Како ова добро мириса! И сега со дрвената лажица, значи ваква лопатка поголема, и само благо ќе притиснувате. И ќе видите како се да сте ставале во миксер, се топи под топлината сега на модриот патлиџан. Ете така. И сега ќе го додадам киселото млеко. Тоа. И потоа ќе додадам уште малку зачинче. Ќе пробам за сол. Да ви кажам, со оваа доза и комшиите ќе ги најадете. Таман, овој рецепт е таман за сега да го правите. И цело лето да го правите. Сега ќе му додадам малку буковец, малку триена сол и ќе пробам да видам дали треба уште сол да додадам. Ова пинџурче, макалце ќе може да го јадат дури луѓето што имаат проблеми со стомакот, нели ако јадат свеж лук и така натаму, затоа што лукот се обработува со врелиот зејтин. Ајде сега да пробам да видам.
Ништо не треба да му се додаде. Ништо. Дури што би направила. Кога ќе го ставам во некој сат или во овој земјен, малку маслиново масло од озгора ќе му ставам. А вие останете со вкусот на традицијата. Јас отидов во кујна да го земам лебот и, како викаат, ајде навали народе. Така ќе биде нашата работа. Еве, драги наши пријатели, ова е лепчето што го меса тука во Златно буре Кучково. Погледнете се, видите како е ова убаво испечено. Душичка, а како убаво ќе одговара со ова макалци или пиндзуче, како сакате наречете го. Што всушност ни беше идејата. Ова веднаш вака. Не, ова не можеш да престанеш да јадеш. Нема теорија. Леле, колку е вкусно. Браво и за лепчето. Браво за сите вработени во кујната што го направија. Но браво и за вкусот на традицијата што го направи ова макалце. Како ми рпка и запеченото оревче, лукчето, модриот патлиџан. Ви реков ја дека цела војска може да јаде од ова. Направете го и уживајте во овој вкус. Преубаво. Дали ќе си измесите лепче или ќе си го направите сами, изборот нека биде ваш. И со ова ми оди стварно само едно луто пиперче. Значи, ништо друго не ми оди со ова. Преубаво е само по себе. Драги мои, се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата и знаат како велат. Самотијата ја сакаат луѓето кои што најчесто многу скапо платиле нечие друштва. Се гледаме во следната емисија. Довидување, останете ми здрави, живи и добри. На здравје!